Јас ќе прочитам што ми е напишано. Утро во 7 часот жителите на село Реовец прилеп на раскрсницата за село Претвара за нивно чудо после 9 месеци повторно наидоа на неколку камиони и службени возила на Бехтел и Енка со придружба на бројна полиција. Со силно полициско обезбедување се обидоа да влезат на стариот коп кој го отпочнаа во февруари 2024 година, од каде беа избркани после тешка 9-месечна блокада на патот кој води кон планината кај копот од страна на граѓаните на град Прилеп. Со овој потек прилепчани покажаа како се брани својата земја и како човечката упорност дава резултати. Со оваа добиена битка покажа дека силата е во народот и за судбината на своите домови, планини, воздух, реки, извори за вода одлучува народот без разлика на тоа кој какви печати, одобрени и потписи разлази. После добиената битка утрово повторен напад од државата и Бехтел и Енка врз Прилеп за отворање на нови рудници за мермер. Војната продолжува, покажа државата и нека. Народот повторно се организира и ќе застане на линијата за одбрана. Само 2 дена по локалните избори државата си зема за право да прави бесправни и погубни потези за град Прилеп, но и овој пат народот ќе покаже дека за својата судбина ќе одлучуваат само органите и некои други рудници нема. Ќе одлучуваат народот. Одлучивте. Што мислевте вие? Они се повлекоа пошто многу ве почитуваат, но они се повлекоа за да не губат рейтинг на Прилеп у избори. Се повлекоа, остај ги избори, имаме жити све, трни се, ќе правите за 9 месеца, ќе ви платиме пенали што не сте работеле 9 месеци, само остајте да не губиме рейтинг. И се повлекоа. И повлекувањето ќе го плаќаме ние граѓаните, тоа што они 9 месеци не работеле, например, ќе си го плаќаме пак ние, пошто сега Бехтел Енка ќе рече види пенали. И државата ќе плати пенали. Тоест ние сите колективно ќе платиме пенали заради тоа што на Мицкоски не му одговараше во тој момент, нели да има такви протести. Му е гајле, парите не се негови, на народот се ќе ги плати пеналите. Сега 2 дена после тие избори, сега ще ги изгласавте 4 години мандат, му е гајле. Денеска се јавуваме до Ревоец, онмат ден после изборите и после апсењата, и дојде редот и на силна полициска заштита на нашите државни непријатели. Чуда дојде падна наредба да сме се тргнеле, требало да си ги земат камионите да си заминат. Кој паметен дава вакви наредби? Идат и си одат за 1 сат. Ја користа полицијата како алатка, едноставно прават изживување со полицијата. Полицијата прво ги штити нив за да влезат натре, а сега ги штити нив за да излезат од натре. 500 години од турците се браневме, сега се браниме од нашите.